Добре дојдовте на 18-тото предавање од YouTube курсот Германски јазик онлайн. На денешното предавање ќе обрнеме внимание повеќе на граматиката во германскиот јазик. Поточно ќе учиме за модалните глаголи. Ќе објасниме за модални глаголи, што се модални глаголи, нивна конјугација, формирање на расказни реченици со модален глагол, формирање на реченици со негација и модален глагол, како и типови на прашални реченици кои користат модални глаголи. Die Modalverben. Модални глаголи. Модални глаголи има 7 во германскиот јазик и по дефиниција се оние глаголи со кои изразуваме дозвола или забрана, пример смее, не смее, способност, може, знае, не може или не знае, потоа намера, например треба, и желба, пример сака или не сака. Кажавме дека има 7 модални глаголи, а тоа се dürfen, што значи во превод смее, sollen, треба, können, кој има повеќе значења, пример може, знае или умее, потоа müssen, мора, möchten, сака или би сакал, mögen, обожава, и последниот wollen, што исто така значи сака. Die Modalverben Konjugation. Конјугација на модалните глаголи. Кај модалните глаголи има едно правило, а тоа еднината е секогаш целата неправилна, за разлика од другите неправилни глаголи, кај кои што се неправилни само во второ и трето лице еднина, а множината кај модалните глаголи е цела правилна. За правилата на формирање на правилни и неправилни глаголи можете да ги гледате нашите видеа за глаголи во германскиот јазик. Исто така, често во различни лица модалниот глагол може да содржи или да не содржи умлаут буква. Внимавајте на умлаут буквите. Да го конјугираме првиот глагол dürfen, што значи смее. Ich darf. Du darfst. Darfst. Er, sie, es darf. Wir dürfen. Ihr dürft. И sie dürfen. Од конјугацијата во оваа табела можеме да заприметиме дека во множина имаме дека во множина целата е правилна. Односно, наставките остануваат en, t и n. Одиме на следниот глагол sollen, што значи треба. Ich soll. Јас требам. Du sollst. Ти требаш. Er, sie, es soll. Тој, таа и тоа треба. Wir sollen. Ihr sollt. И sie sollen. Може да се запримети дека наставките во множина се исти за два глаголи. Односно, множината, како што кажавме, е правилна. Следниот глагол können. Може, знае или умее. Ich kann. Јас знам. Du kannst. Er, sie, es kann. Wir können. Ihr könnt. И sie können. Продолжуваме со müssen.
Ich muss. Du musst. Er, sie, es muss. Значи, иако во инфинитив глаголот имаме умлаут, во првите три лица, еднина, немаме умлаут. Wir müssen, ihr müsst и sie müssen. Следниот модален глагол е möchten, кој значи сака или би сакал. Ich möchte. Јас би сакал. Du möchtest. Ти би сакал. Er, sie, es möchte. Тој, таа или тоа би сакал или би сакала. Wir möchten, ihr möchtet и sie möchten. Шестиот модален глагол е глаголот mögen, кој значи обожава. Ich mag. Du magst. Er, sie, es mag. Wir mögen. Ihr mögt. И sie mögen. Глаголот möchten во некои случаи може да произлегува од глаголот mögen, но тоа ќе го учиме во некој од следните видеа на курсот А1. И последниот глагол, модален, е глаголот волен, кој значи сака. Ich will. Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. И sie wollen. Кога ја знаеме конјугацијата, можеме глаголите да го ја употребиме во реченици. Да започнеме со расказни реченици кои содржат модални глаголи. Die Erzählsätze mit Modalverben. Како се формира расказна реченица со модални глаголи? Модалните глаголи во реченицата имаат секогаш потреба од помошен глагол, кој може да биде правилен, неправилен или деллив глагол. Исклучок од потребата за помошен глагол има модалниот глагол mögen, обожава, кој има потреба од именка. Ке видиме некои примери понатаму. Модалниот глагол, зависно од позицијата, секогаш стои на второ место во реченицата, а зависно од конјугацијата, секогаш треба да е конјугиран, односно именуван по лица. Кога сме кај помошниот глагол, без разлика дали е правилен, неправилен или деллив, помошниот глагол секогаш стои на крај на реченицата и е во инфинитив форма. Например, Ich möchte Pizza essen. Јас сакам пица да јадам. Ich е подмет, möchte модален глагол, пица сврзник и помошен глагол, глаголот essen, што значи јади. Можеме да заприметиме дека essen глаголот не е конјугиран, а глаголот möchten е конјугиран во прво лице еднина. Втората реченица, пример, Ich mag pizza. Од оваа реченица можеме да заприметиме дека немаме помошен глагол, туку имаме помошна именка, бидејќи е глаголот mögen. Редоследот на позициите во реченицата е ист како во расказните реченици кои немаат модален глагол. Во втората табела можеме да видиме таков пример: Ich komme aus Mazedonien. Јас доаѓам од Македонија. Може да се запримети дека подметот е на прво место,
На второ место имаме глагол, на трето место сврзник и на четврто додаток. Како се формира реченица со модален глагол, ако на местото на помошниот глагол би требало да стои деллив глагол, тренбаре верб. Делливиот глагол секогаш стои на крајот како помошен глагол и не се дели, односно е во инфинитив форма. Значи, како што кажавме, без разлика дали помошниот глагол е правилен, неправилен или деллив, секогаш е во инфинитив форма. Да видиме еден пример. Ich möchte jetzt Fernsehen. Јас сакам сега да гледам телевизија. Глаголот Fernsehen е деллив глагол и во случајот во инфинитив форма. Zum Beispiel. Да прочитаме некои примери. Ich möchte etwas essen. Јас сакам нешто да јадам. Ich mag Saft. Јас обожавам сок. Sie sollen zum Arzt gehen. Вие требате на доктор да одите. Du musst sofort aufstehen. Ти требаш веднаш да станеш. Man kann hier gut bayerisch essen. Во случајов со ова реченица, man е безлична именка и се користи како подмет, но тоа ќе го учиме во некој од следните видеа. Значи, може тука добро баварски да се јаде. Er darf am Montag spazieren gehen. Тој смее во понеделник да пешачи. Во овој случај, како помошен глагол, имаме деллив глагол, spazieren gehen, но е во инфинитив форма. Ich will eine Cola trinken. Јас сакам Кока-кола да пијам. Да видиме уште неколку примери. Wir können Gitarre spielen. Ние знаеме гитара да свириме. Wir müssen das Wechselgeld nehmen. Ние мораме кусурот да го земиме. Mein Bruder muss viel lernen. Мојот брат мора многу да учи. Du sollst Zahnmedizin studieren. Ти треба дентална медицина да студираш. Wir wollen ins Kino gehen. Ние сакаме во кино да одиме. Ich möchte in München die Allianz Arena sehen. Јас би сакал во Минхен Allianz арената да ја видам. Ich kann Deutsch sprechen. Јас знаам или јас умеам германски да зборувам. И последната реченица. Ich muss heute die Wohnung aufräumen. Јас морам денес станот да го средувам. Тоа беше за расказните реченици со модален глагол. А сега, ако ги научите правилата за конјугација на модалните глаголи, како и за формирање на расказна реченица со модален глагол, многу лесно се учат останатите типови на реченици. А сега да ги кажеме граматичките правила за формирање на расказна реченица, но со негација, која содржи модален глагол. Die Erzählsätze mit Negation und Modalverben. Како се формира расказна реченица со негација, која содржи модален глагол? Во расказните реченици со негација се додава плюс негација на модалниот глагол, а се друго останува исто како во класичната расказна реченица. Например, во погорната табела, hier darf man nicht nichts essen. Тука не смее ништо да се јади.
Од останатите видеа за глаголи во германскиот јазик научивме дека во речениците со негација, редоследот на зборовите е малку поразличен од речениците во македонскиот јазик. Поради тоа, преводот во табелата е малку збунувачки. Редоследот е ист како во расказните реченици без модален глагол на германски јазик. Der Mantel ist nicht sehr schön. Мантилот не е многу убав. Значи, се прави исто како расказните реченици, но после глаголот имаме негација. Многу лесно. Да видиме некои примери. Zum Beispiel. Пример. Ich muss heute nicht lange schlafen. Јас не морам денес долго да спијам. Du kannst kein Bier trinken. Ти не можеш пиво да пиеш. Sie dürfen nicht hier rauchen. Вие не смеете тука да пушите. Ich mag keine Popmusik hören. Јас не обожавам поп музика да слушам. Max möchte nicht heute schwimmen. Макс не сака денес да плива. Wir wollen nicht zu Hause gehen. Ние не сакаме дома да одиме. И последниот пример. Ihr sollt nicht in der Schule lernen. Вие не требате во училиште да учите. Да продолжиме со прашалните реченици со да, не и модални глаголи, односно ja, nein fragen mit Modalverben. Како се формира прашална реченица која содржи модален глагол? Многу лесно. Во прашалните ja, nein реченици, модалниот глагол и подметот ги променуваат своите места. Односно глаголот стои на прво место, а подметот на второ место. Се друго во реченицата останува исто. Да видиме пример во погорната табела. Möchtest du Pizza essen? Сакаш ли ти пица да јадиш? Значи, ако расказна реченица ни била Du möchtest Pizza essen, сега ќе ни глаголот и подметот ни бидат со променети места. Möchtest du Pizza essen? Значи, редоследот во ja, nein fragen со модален глагол е ист како редоследот во прашалните реченици без модален глагол. Пример, во втората табела, Wohnt Tobias in Frankfurt? Живее ли Тобијас во Франкфурт? Можеме да заприметиме дека на прва позиција имаме глагол, на втора подмет, па сврзник и додаток. Да видиме некои примери со ja, nein fragen. Können Sie den Wagen reparieren? Можете ли вие возилото да го поправите? Darf ich draußen spielen gehen? Смеам ли јас надвор да одам да играм? Kannst du Deutsch sprechen? Умееш ли ти германски да зборуваш? Следен пример. Möchtest du etwas essen? Сакаш ли ти нешто да јадиш? Muss mir das Übung verstehen? Мора ли Мија вежбата да ја разбери? Soll mir das Übung verstehen? Треба ли Мија вежбата да ја разбери? И последна реченица. Wollen Sie Saft trinken? Сакате ли вие сок да пиете?
Последниот тип на реченици, кои денес ќе ги обработиме со модален глагол, се прашални реченици со прашален збор и модален глагол. Wir fragen mit Modalverben. Како се формира прашална реченица која содржи модален глагол? Од типот на wir fragen. Правилата за модалниот и помошниот глагол остануваат исти во однос на конјугираност или позиција, но сврзникот и подметот ги променуваат своите места. Например, во погорната табела, Was möchtest du essen? Што би сакал ти да јадиш? Значи, глаголот останува на втора позиција, конјугиран, а помошниот глагол на последна позиција, инфинитив форма. Значи, редоследот е ист како во расказните реченици, односно во прашалните реченици без модален. Да видиме пример. Was machst du heute? Што правиш ти денес? Како што кажавме, глаголот си останува на втора позиција, додатокот на последна. А сега да прочитаме и некои примери за овој тип на реченици. Zum Beispiel пример. Warum sollen Sie gehen? Зошто требате вие да одите? Wo muss ich die Fahrkarten stempeln? Каде морам јас картата да ја испечатам? Was müssen wir hier machen? Што мораме ние овде да правиме? Wo soll Anna warten? Каде треба Ана да чека? Was möchtet ihr machen? Што сакате вие да правите? Wer mag viele Äpfel? Кој обожава многу јаболка? И последна реченица пример. Warum darf man hier parken? Зошто смее овде да се паркира? Значи, како прашален збор може да се искористи кој било од прашалните wir fragen, кои ги учевме во друго видео. Глаголот и помошниот глагол си ги имат своите правила на на формирање на реченици со модални глаголи. А сега да направиме мала вежба. Übung или вежба. Обидете се од дадените зборови да формирате реченица според досега учените правила. И не заборавајте дека модалниот глагол треба да се конјугира. Можам ли јас вас нешто да ве прашам? Darf ich Sie etwas fragen? Darf од глаголот dürfen. Следна вежба. Сакаш ли пица да јадиш? Сакаш ли ти пица да јадеш? Möchtest du Pizza essen? Во оваа реченица, глаголот möchten е модален глагол на прво место, а глаголот essen во инфинитив форма останува на последно место, е помошен глагол. Да видиме други примери. Вие не смеете овде да паркирате. Значи имаме расказна реченица со негација. Sie dürfen nicht hier parken. Давид не може ова да го разбери. David kann das nicht verstehen. Кога требам јас да одам кон дома?
Wann soll ich nach Hause gehen? Georg сака со својата девојка да се ожени. Georg will seine Freundin heiraten. Јас сакам едно кафе да пијам. Ich will einen Kaffee trinken. Леа би сакала да патува кон Германија. Lea möchte nach Deutschland reisen. И последна реченица. Јас не можам да спијам. Обидете се од дадените зборови да формирате реченица. Ich kann nicht schlafen. А сега да направиме мало резиме. Модалните глаголи 7 на број се оние со кои изразуваме дозвола или забрана, способност, намера и желба. Тоа се dürfen, смее, sollen, треба, können, може, знае или умее. Потоа müssen, мора, möchten, сака или би сакал, mögen, обожава и wollen, сака. Правилата за формирање реченици со модален глагол. Накратко. Реченицата има потреба од два глаголи, модален и помошен глагол. Освен во случајот на кога модалниот глагол е mögen. Модалниот глагол се конјугира по лица, а помошниот е секогаш во инфинитив форма. Позицијата на модалниот и помошниот глагол во реченицата зависат од типот на реченицата. Дали е расказна реченица, дали е расказна реченица со негација или прашална реченица. И тоа кој тип на прашална реченица, дали ja nein fragen или we fragen. Се надеваме дека објаснивме на начин со кој најлесно ќе сватите. Ако ви се допадна видеото и сакате да ги следите новите видеа кои ќе се снимаат, поддржете не со лайк и субскрайб. Данке.